Краткото име на земјава, Северна Македонија, од денеска повеќе не е проблем за Бугарија. Употребата на краткото име на Македонија, кое беше едно од 5+1 барање кое Бугарија ги испорача на земјава, а кое Бугарија го сметаше како територијална претензија кон неа и бараше тоа од Македонија да биде дообјаснето со нота до Обединетите нации, е тргнато од маса со договорот кој го постигнале македонскиот и бугарскиот премиер Димитар Ковачевски и Кирил Петков. Тоа значи дека Бугарија нема веќе да ја кочи употребата на краткото име во ниту еден меѓународен или билатерален процес и за тоа ги извести Обединетите нации. Истовремено, Северна Македонија, преку Министерството за надворешни работи, исто така испрати вербална нота до Обединетите нации во врска со употребата на нашето долго и кратко име, во која изречно се потврдува и дека двете имиња се еднакво валидни и во која се потврдува отсуството на било каква импликација врз територијалниот интегритет на Бугарија. Но ако употребата на краткото име Северна Македонија е тргнато од корпусот барања кои Бугарија ги испорача до Македонија, денес остана неодговорено прашањето која отстапка е направила Бугарија и што друго за неа е прифатливо од одговорите кои Македонија уште пред повеќе од еден месец ги достави како одговор на 6 барања со кои Софија го услови почетокот на преговорите на земјава со Европската унија. Бугарскиот премиер во 2 наврати не одговори на ова прашање, велејќи дека сега фокусот е ставен на 5 работни групи кои ќе се формираат. Фокусираме се на всичките неща, които са общи и възможности за обогатяване на нашите отношения и заедно с тях самите работни групи ще фокусират и върху специфичните въпроси, които трябва заедно да решим. Но като цяло мога да ви уверя, че днеска съм голям оптимист. Горливо прашање кое ќе се решава општо низ работните групи е и прашањето од ранковната позиција на Бугарија од 2019 година за рехабилитација на жртвите на комунизмот, кои се изјаснувале како бугари, како и отстранување од учебниците и спомениците на бугарски фашистички окупатор. Ние препотвърдихме тези позиции, но в надграждащия елемент, който фокусирахме и двамата, осъзнахме, че тези специфични въпроси, които да, трябва да бъдат решени и да, ще ги работиме интензивно като част от общата работа, ще бъдат в съвсем различно измерение, когато са поставени и в контекста на всички други работни групи. Така че отговорът е да на вашия въпрос. Петков пак беше многу појасен околу именувањето на македонскиот јазик и македонскиот народ, кој на директно прашање избегна да ги именува како такви и го повтори заклучокот на Советот за безбедност на Бугарија од минатата недела. Ние абсолютно уважаваме самоопределянето на всички граждани в Северна Македония, както и използването на всички ваши езици, както са описани по Конституция. По денешниот прес на двајцата премиери нејасно остана и прашањето како ќе продолжи работата на историската комисија. Ниту Ковачевски, ниту Петков директно не кажа дали комисијата и новата работна група за историја која ќе се формира ќе действуваат паралелно или ќе бидат соединети, а со тоа комисијата ќе претрпи измени. Историчарите работат во еден подолг процес, бидејќи се работи сега и за период во минатото кој што исто така подолг. Тие тоа го прават врз основа на методологија, кажа веќе и врз основа на дефинирање на одредени факти кои што ги имаат регулирано согласно со методологијата. И јас лично се надевам дека прво членовите на историската комисија ќе информираат заеднички за тоа што е договорено. Според неофицијални информации од бугарска страна, работната група ќе биде инкорпорирана во Комисијата за историски прашања, а комисијата ќе претрпи кадровски измени. Освен за овие прашања, Ковачевски и Петков се договориле за отворање на авиолинија меѓу Скопје и Софија, која треба да почне со работа за 2 месеци. Договорено е одржување на заедничка седница на двете влади која треба да се случи на 25 јануари. Петков денеска освен со Ковачевски се сретна и со шефот на државата, со претседателот на Македонското собрание, парламентарните групи во собранието и со лидерот на ДУИ Али Ахмети. Пред да замине од Скопје, Петков во бугарската амбасада во вечерните часови ќе има средба и со бугарите во Македонија.